Избори на 5 јуни нема да има. Тоа на вчерашната седница го констатираше и Државната изборна комисија. И диаспората кажа не на наместени избори. Согласно официјалните податоци на Државната изборна комисија, во диаспората за гласање се пријавиле вкупно 4848 гласачи. Тоа значи дека дури да Груевски да сака да глуми избори на 5 јуни, нема да се организира гласање во диаспората. Готово е, Никола, режимот се руши по сите основи. Бараме итно да се свика собранието да продолжи со работа и итно да се поништи одлуката за аболиција на Иванов. Благодарам, доколку имате прашање, повелете. После средбата со Хајндл, дали веќе има останато простор за понатамошни средби меѓупартиски? Имам збор, значи, дали остана простор за сепак да се соберат четирите најголеми партии и да се преговара? Дали има таков простор? Нашата позиција е многу јасна и веќе неколку пати кажана. Бараме да се свика собранието и да се поништи одлуката за аболиција на Иванов. После тие два чекори би можеле да седнеме и да преговараме. Хајндл кажа нешто, неговиот став? Ке го прашате него да ги каже неговите ставови. Не би сакале да коментирам. Добро, што очекувате писмово од како Дик ќе стигне до спикерот Трајко Велјановски, очекувате дека тој ќе го свика парламентот? Не е само ова прекршување на изборниот законник, постојат и други кои што апсолутно даваат право да биде свикано собранието за да продолжи со работа. Не е проблем правната основа. Правна основа постои. Не постои политичка волја за таква работа кај криминалците од власта. Дуи вчера доставја и до Уставниот суд барање за да има увид нов во решението на собранието да се само распушти. Дали има надеж дека Уставниот суд може да направи нешто во оваа насока? Пак ќе кажам, постојат повеќе правни начини на кои што може да биде свикано собранието. Не постои политичка волја кај криминалците кои што знаат што следува. Знаат што правеле и знаат што следува. Што сте со ваква одлука и со ваков одговор течат и рокови? Имате ли разгледано до кога може собранието да биде свикано и откажано изборите? Собранието можеше да биде свикано и вчера, денес, може утре. Политичка волја. Мора да има политичка волја за тоа. Постојат правни основи многу, не постои политичка волја затоа што знаат што правеле и знаат што им следува. Добра, доколку биде свикано собранието, колку тоа ќе биде разрешница, решение за политичката криза? Тоа е само почеток на разрешување на политичката криза. Постојат бројни други работи кои што треба да се задача на собранието, но пак ќе кажам, не сакаме воопшто ниту да разговараме за нешто друго, додека не се исполнат предусловите. Дали постои можност за пратениците сами да го свикаат собранието, односно оние партии што не учествуваат на изборите? Видете, пак ќе кажам, бројни има правни основи тоа да биде свикано. Нашата цел е да биде свикано со сите партиципиенти во собранието. Не е цел да дел од политичките партии одлучуваат за она што треба да следува во иднина. Но треба да постои волја од сите страни. А според вас која е најдобрата опција? Не постои нешто најдобро. Најдобрата опција е таа што ги функционира.